Бунарот на Кашина Пјана. На средината од патот меѓу Сарона и Лењано, во подножјето на една голема гора, се наоѓала населбата Кашина Пјана, што се состоела само од 3 дворови. Таму живееле 11 семејства. Во Кашина Пјана постоел само еден бунар за вода и тој бунар бил чуден, зашто макарата за навивање на јажето си стоела на местото, но немало ни јаже, ниту пак синџир. Секое семејство покрај кофата за вода дома си го чувало и јажето. Оној што одел да вади вода го откачувал, си го намотувал на раката и го носел на бунарот. Откако ки извадал вода, го одмотувал од макарата и пак си го носел дома. Еден единствен бунар и 11 јажиња. Ако не верувате, појдете да прашате и ќе ви раскажат, како што ми раскажа и мене, дека тие 11 семејства не се сложувале. Постојано се карале и биле готови наместо заеднички да купат еден убав синџир, да го врзат за макарата и сите да се служат со него, да го затрупаат бунарот со земја и бурјани. Избувнала војна и мажите од Кашина Пјана отишле да се борат под знамето, порачувајќи им на своите жени за многу работи и меѓу другото да внимаваат на јажињата, некој да не ги украде. Потоа дошла германската окупација. Мажите биле далеку, жените се плашеле, но 11 јажиња секогаш биле на сигурно место во 11 куќи. Еднаш едно дете од населбата отишло во гората да собере нарамник дрва и од еден даб слушнало стенкање. Стенкал еден партизан ранет во ногата и детето истрчало да ја викне мајка си. Жената се исплашила, почнала да си ги крши прстите, но потоа рекла: "Ќе го однесеме дома и ќе го криеме, да се надеваме дека некој ќе му помогне на татко ти, војникот, ако се најде во неволја. Не знаеме дури ни каде ако е уште жив." Го скриле партизанот во амбарот и го викнале лекарот, велејќи му дека го викаат за старата баба. Но жените од населбата ја виделе бабата уште изутрина. Таа била здрава како петле и разбрале дека има нешто тајно скриено. Пред да истечат 24 часа, целата населба разбрала дека има ранет партизан. Еден стар селанец рекол: "Ако разберат германците, ќе дојдат овде и ќе не испотепаат. Сите лошо ќе завршиме." Но жените не размислувале така. Тие мислеле за своите далечни мажи и се плашеле дека можеби и тие се ранети и воздивнувале. На третиот ден една жена зела парче месо од што туку заклано прасе и го однела кај Катерина, жената што го криела партизанот, и рекла: "Утриот навистина има потреба да закрепне. Дајте му го ова парче месо." Помалку дошла друга жена со шише вино, потоа трета со жолто брашно за бакрданик, по неа четврта со парче сланина и пред да се спушти ноќта, сите жени од населбата ја посетиле куќата на Катерина, носејќи по некој подарок за партизанот. Го виделе и си избришале по една солза. И за тоа време, додека раната заздравувала, сите 11 семејства од населбата со партизанот постапувале онака како што се постапува со роден син. Ништо не му недостасувало. Партизанот оздравел, излегол во дворот да се погрее на сонцето. Го видел бунарот без јаже и многу се зачудил. Жените црвенејќи му раскажале дека секое семејство си има јаже, но нивните објаснувања не го задоволиле. Требало уште да речат дека се мразат, но тоа веќе не било вистина, зашто заедно страдале и заедно му помагале на партизанот. Како плод на тоа и не знаејќи, тие станале пријателки и сестри и веќе немале причина одделно да ги чуваат 11 јажиња. Тогаш решиле со пари собрани од сите семејства да купат синџир и да го врзат на макарата. Така и направиле. Партизанот
ја извадил првата кофа вода и било многу свечено, како откривање споменик. Истата вечер, наполно здрав, тој си заминал во планината.